Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Нека биде убаво попладнето и дефинитивно ни е многу драго што повторно се гледаме, како викаме, во второ полувреме. После мала долга пауза од 2 недели, нормално оправдано, не затоа што бевме настинати, многу прашања пристигнува, па да не сте настинати, па заради тоа, па да некој е на пат, па да не нешто се случило, што ли се случило и така натаму. Едноставно се правеа промени кои што уште се прават, ќе бидат видливи за кратко време, зборувајќи за сценографијата. Јас им пишував на оној што успев да стигнам, благодариме на сите оние кои што ни пишувавте, навистина се изненадив. Одамна немав нешто такво доживеано, многу пораки на сите социјални мрежи, луѓе да те прашуваат што нема, што се случува. Така што дефинитивно благодарност до оние кои што ни пиша, им пишавме дека заради технички работи кои што се случуваат во студиото, се прават, така е, се направија, ние сме добри, живи здрави, не укина, не избрка и продолжуваме, така ли? Кога сме кај сите оние што не застануваат на улица, не застануваат, мене во автобус, не можат во автобус пошто не користи градски превоз, ама мене можат па и на улица да ми кажат, нели, еве денеска имав таков случај. Што ти рекам? Кажи ја тази ситуација. Да, денеска јас 15 имаш 10 минути до Телма и 2 господи, вели може нешто да те прашаме? Викам повелата. Да не работиш во банка? Викам не. Епа тогаш си водителка. Си или банка или водителка? Нема Значи водителката сум. Одлично. И оние кои што ни се денеска гости, кои што стартуваме ова второ полувреме, како што го викаме 99-та емисија на Никој како на Телма, и нив ги прашуваат, посебно за водителката, кај е, која ќе се врати, зошто ја нема, така да во истата ситуација си и они, овој уште ја чека, така и си ја прекрсти емисијата, чекајќи ја Зорка, ама ние ја дочекавме. Како чекајќи кого, да? Ги дочекавме и навистина ни е драго. Ке стигнеме до збор, верувам сите да кажеме по нешто, со оглед на тоа дека имаме водителски пар. Вие сте радиоводители, ја тука можам само да правам да. Не, и ти добро се справуваш. Да. Така што, ајде да ги повикаме да ни се придружат во денешната емисија. Обично, ја викаме прво дамата. Така е. Ама заради тоа што тие се викаат така е, значи Тик-так и Зорка. Тик-так и Зорка. И чекајте Зорка. Радио 2, утринско шоу. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. 3 пати. 3 пати? Ајде. 2, 3. Добре. И со тебе 3 пати. Не мора еднаш. Повелете тука до мене. Како си сакате, лабаво, наши сме си, што се вика, опуштено. Добре се, кажи ми само дали ти е окей. Ако се привртам тука. Морам одма во старт, мала дигресија, она што кажа си ја прекрсти емисијата во чекајќи ја Зорка. Сабајле правиме координативен состанок со менаџментот и јас онака со полусвенат глас викам, знаеш, Зорка се враќа наскоро. И вика, а шубав беше джинглов. Нека стои. И вика, па види, може да ја прекрстиме емисијата и да го препееме, Зорка се врати. Бога ми, долго време Зорка ја чекаат и слушателите, а и вие како екипа. Навистина ти се погоди некако паузата. На одмор. Се разбира се, убаво со принова. И ке тебе е за убаво. За убаво. Кај мене ова е веројатно единствениот одмор на кој што се враќаш на работа уморен. Така што, не, за убаво е, апсолутно. Јаничка порасна, 8 месеци има, уште 1 месец имам отприлика и се враќаме на стар. И сега колку ти недостасува? Многу. Сериозно многу ми недостасува целата екипа од Радио 2. Ја мислам за плашењето ќе кажеш. Јаничка, колку ти недостасува? Веќе си цаа време да почнеме. Ти ми недостасува на смевката, гугањето, екипата ми фали. Чекај да стасам.
Ке ми недостига, мислам ми недостига работното место. Слушателите многу ми недостигаат. За среќа па имаат социјални мрежи, па може да се контактираме да кажат дека навистина им недостига гласот мој рано наутро. Дефинитивно ќе ми недостига, ама тоа скратено време кое што ќе го имаме, нели потоа се враќаме назад на рутините и мислам дека ред и таа да си запознае свое друштво убаво, па да се враќа дома малку поизморена. Да. Така е, да. Добро, колку време веќе сте во етерот? Чекајќи ја Зорка. Не, чекајќи, него колку сте заедно со Зорка? 9 месеци. Зорка сме заедно колку 4-5 години? 5 Беше корона кога почнавме. Почетокот на короната, да. 2019 или 2019 март. Да. Почна короната. 20 не можам се сетам. 19 почна короната во март. 20. Значи 5 години сме. 5. Како може тоа да не знаеш од кога сме? Очекуваш тоа. Помој за годишнина, цвеќе за годишнина. Луѓе кои што имаат многу обврски, кои што се нели постојано со проекти и така натаму, мислам дека ги занемаруваат. Кога почнал, колку време поминало и така да му дај терај уште. Кога почна на утринска на работа? Почна в едно утро. Прво водев нокне, после рекоа ај води утринска, ај пополни, рекоа ај остани си овде. Така заврши. Според моја математика 2012 беше, значи 13 години сум таму. Аха. Ама дали е точно 13 години во утринска? На утринска на Радио 2. Немаш спиено како човек 13 години? Не, после 2 деца не можеш да спиеш, џабе ти е тоа, мислам. Како дојде формата заедно да бидете? Тоа мене ме интересира. Пред да види прво кога почнав бев скроз сам, па после работев со една друга колешка која што се пресели во Швајцарија. И откако се пресели во Швајцарија, беше ќе продолжиш ли сам? Ја немав желба нешто да продолжам сам, рекоа па со кој сакаш да продолжиш и ми донесе еден каталог на личности и рекоа бирај. Ја реков не ќем никој да вие, не ги знам луѓе, не знам како да се работи со нив. Ја викам сам ќе си најдам партнерка. Добро. И ја донесов Зорка за рака и реков Зорка ќе ми биде партнерка. И они река, ама која е Зорка, никој не ја знае Зорка, како Зорка ќе се склопи, викам вие трајте и прајте на моја одговорност. И Зорка дојде на моја одговорност. И бидна тоа што инаку ја слушав Зорка на други радија на Скопје и реков девојчево има шарм, зборува со насмевката и се слуша, ќе биде звезда и стана звезда. Зорка, од кога си по медиуми радиски? Многу долго и јас па има едно 13-14 години можеби. Почнав во друго радио, па во уште едно радио, па правев мала пауза, работев во странство. Меѓутоа и таму некако чувствував дека ми недостига микрофонот, работата со луѓе, да им се обратиш, да им кажеш добро утро, добар ден, добро вечер, не знам. И кога се вратив, повторно ми дадоа шанса да се вратам, бев многу среќна и потоа се јави тик-так. А размислуваше за тоа? За тоа заедно да не, затоа што јас го доживував тик-так, ево никогаш не сум го кажала никаде. Го доживував многу страшно. Страшно? Да, првенствено беше многу сериозен во еден период кога се слушавме и ми звучеше како човек што 50 години работи на таа позиција, ми беше никако недопирлив. Ете, тоа е веројатно вистинскиот збор. Меѓутоа почнавме да комуницираме, првенствено си препраќавме информации, ако се сеќаваш и јас бев на утринска во другото радио. Си препраќавме информации еден краток период додека не ми се јави, па почнавме да работиме некој проектче ситно заедно, за на крај ствари да сватиме дека енергиите ни се многу окей. Меѓутоа освен што се дружиме на радио, морам да кажам дека приватно се дружиме, тој е мојот најдобар пријател, така што многу е пријатно да работиш со твојот најдобар пријател. Да. Како ги темите сами доаѓаат? Ги веќе дента кога ќе заврши едната емисија има нова тема за следниот ден, како? Па некогаш имаме општи теми кои што знаеме да ги ставиме на хартија и да речеме ова е интересно за дискусија, меѓутоа најчесто поима немаме ни јас што ќе зборува тој, ни тој што ќе зборува јас. Тоа е радио. Да, и знаете зошто? Радиото се и кратки панталони и пижами. Знаете што е многу интересно? На почетокот му кажував што сакам да зборувам и некако како веќе реакцијата му беше да, не сакам таква реакција и сега знам многу често да го изненадам со некоја тема, само ќе му кажам да знаеш дека ќе зборувам за ова и продолжуваме натаму, па така што поима нема за подработите што му ќе кажам, ама добро се знае. Сега ја би сакал тука да се уфрлам малку, ќе работиме на тема. Конечно, точка Нели сакаме да играме разни игри и јас денеска подготвив една игра за тебе која што се вика колку Зорка ја познава мајка си. Не знам. Не знам што се случува. Што е тоа? Не знам.
знам. Ајде, Што знаеш? Ајде, добро, ќе кажи сега. Ништо, не, беше само реакцијата, битна, нема игра, реакцијата. Имаме ние игри малце подоста, но да достигнеме со игрите Чекај, не имаме само уште уште едно време. прашање. Вие секогаш имате различни ставови околу одредени теми, пошто невозможно ако претпоставувате дека имате различни ставови околу. Официјално да, неофицијално не. Официјално да, секогаш заради програмата, заради шармот. Мора да биде интересно. И за некои работи знаеме да фатиме иста линија, да кажеме што Да, ама на крај се сложуваме дека не се сложуваме и продолжуваме понатаму. Тотално те разбирам. За таква се работува. Така да сме ми овде веќе кажано. Не. Кој ја да го давам интервјуто? Пробуваш да кажеш, пробуваш нели да се изјасниш, свагаш дека нема разбирање, он го мисли сосема спротивното и јас го почитувам тоа. Океј, не се разбираме, продолжуваме понатаму со нешто што ќе се разбереме. Да. Јасно. Ајде да ги почнеме малку, имам неколку Ајде. фотографии Зорка ни ги прати. Ајде, Зорка, јас Зорка, ако ги гледаш, можеш вака да ги уфрлиш. Раскажи. Најразлични нели сегменти од фотосесии, од почетоци, од она што беше вашата емисија надворешно, нели на друго место, тоа беше друга многу локација. период, да. Така да немаме толку време, ама уфрлете ги сите Това е тие. кујна. Сите тие теми. Ова е нашата прва фотосесија, почнавме од таа кујна. Ова е многу бавата фотосесија, да, Вие меѓу првите. Фотосесија, добра, браво. Да, многу бава. Ова е втората фотосесија, веќе имаме буџетот дека. Одгајте со пиджамите, бе. Ова се моите омилени пижами на TikTok, многу често водеше емисија со нив, гледа го додека Пак е подготвува ова. јајце на 365 начини од твојата книга. Кој што никогаш не се издаде, зошто еве не Не, знам. не беше тоа, тоа беше курање на 360. Корења беше. Јајцето беше. Чекам да нешто дојде друго. висинското време, па ќе Чекај малку сега, Јајцето ова беше од нешто кој друго. наводавте емисија? Таа ова е Кујна, првото таму на импровизирано почнавме, да. студио кога почна короната, од Кујна вода. Да, а ова е кон терасата, ако не се лажам, така да? Така ми доаѓа, да. Тоа беше моето омилено Студио место. со поглед. Аха, Со браво. многу убав поглед, Кате, да. тоа е нашиот сон. Стануваш Да, и у и пижами. си водиш. Леле, како е добро тоа. Нема Не треба да излегуваш да се спремаш да станеш. не може Да отвараш устата само. Да го прочвакам никогаш моментот на подготовка, времето кое што вие го имате, кое што ви треба да се подготвите за да се појавите на телевизија, а вака ме фаќа анксиозност само кога ќе помислам. Да. Да, Морам да ви многу се споделам троши нешто време. што исто така не сум го споделила никада. Ајде веќе кога почнавме да си откриваме тајни. Едно од тие денови нели кога одев на работа кај Тик-так, односно во Во станчето. импровизираното студио во Кујна, да. Малку доцнам и рутинска контрола ме застанува чичко полицаец. Добро утро. Ја викам, не поминав на црвено, човече, се внимавав. Излезете, како да излезам во пижами до улица? Каде одите? На емисија. Сигурно. Фала, пријатен ден, документација исправно. Пусти радио и слушај. Моравме да ги поздравивме, им благодарам. Ме спопадна на моментот дека треба да излезам. Јас тој момент не го планирав. Затоа што доцнев, сакав само да стасам на време, да, долниот дел пижами. И така беше. Многу е добро тоа дека можеш у пижами. Си водил у пижами емисија? Сум водел и на телевизија, ама ради шема, ама добро. не е од дома. Многу е удобно. И у бањарки све сум водел, ама тоа ради... Ради штоф. Да. Добро. Добро, а телевизиски никогаш не ве привлекла таа магија? Не можам кажам. види, значи сега Пошто ве обично гледам нели вас. радиото е магија, да. Но Да. генерално нели посебно во Македонија, тие што се занимаваат со радио многу блиску и контактите се тие за да нели се префрли. Плюс ако е успешен проект, зошто да не се Мислиш како ние визуализира? двајца Па и заедно? може и тоа, Види, може ќе се роди идеја. радиото е магија на умот. Значи ти можеш да си ја нацрташ сликата и таа слика различно да ја гледа секој што те слуша. Со телевизијата не е така. Имаш слика, имаш сценографија, секој знае како изгледаш. Јас долги години додека не почнав да работам со Зорка, не се појавував со лик нигде, значи Тик-так беше едно нацртано човече. И воопшто не сакав луѓето да знаат кој сум и што сум, ако некој ме познаеше по гласот, супер, ако не, никому ништо. Потоа како почна да ме лепи по сите социјални мрежи, луѓе почнаа да ме препознаваат и искрено не ми годи тој момент многу, така да... Не ти годи? Не ми годи, не. Не ти убаво. Па не, види, Тик-так е радиски лик, а јас сум човекот кој што си е нормален човек кога не е Тик-так и сега Ама кога ќе ме види, сретнат убава е таа очекуваат да го магија, видат. знаеш да си го замислиш ликот, да не го... Тик-так на радио од 7 до 9 сабајле. После тоа сум си друг човек со други обврски, значи малте не на двојна личност што се вели во психологијата, доктор Джекил и мистер Хайд. Тоа не е добро, го кажа.
Па не сте имале тема двојна личност. Не. Кога се враќаш на 15? На 15 се враќа. И добро, додека Зорка Дунка во меѓувреме дој, тик-так работи, имаме и убав повод, нели, да споменеме, впрочем, повод за гостување, нели? Работиш на еден убав проект, така да би те оставил малку. Убав проект, да. Работиме на една синхронизација на македонски јазик, на еден филм кој што имаше премиера во светски рамки пред околу 6 месеци. Браво. Оригиналниот наслов е Rebellious, македонскиот работен наслов и насловот под кој што филмот ќе оди кај нас во кината е Бунтовната принцеза. Се работи за анимација со многу интересна и карактеристична тема за нашето поднебје, затоа што влече нешто што со векови си има проткајувано тука кај нас, а тоа е оној брак кога родителите ќе ти кажат кој ти е најдобар маж да си го земеш, знаеш, таткото бира. И се работи за една мала принцеза чиј исто татко сака да го одбере сопругот, а таа се разбира се има свој фаворит и во целата таа приказна се вклучува еден многу зол змеј кој што сака да киндапира принцези, да, ја краде принцезата и се разбира потоа настанува битка, односно потрага по принцезата која што е скриена во еден замок од сите нејзини потенцијални додворувачи, фаворити нејзини, фаворити на таткото крал, за да дојдеме до хепи ендот. Кога го видов прв пат трейлерот на филмот, се воодушевив затоа што веднаш приметив дека има нешто карактеристично за нашево поднебје. Собравме листа глумачка екипа, значи имаме Тања Кочевска, Никола Ристановски, Дејан Лилич, Предраг Павловски, одлични глумци, некои од нив можеби ги рипнав, им се извинувам. Уште сега долга е таа листа, така да во финалната фаза на синхронизацијата сме, планирано е премиерата да биде на 17 април и мислам дека ќе биде многу интересно. Вадиме многу моменти од самото снимање, оние позади сцените моменти, погрешни реплики, реакции на самите глумци и слично, така да се надевам дека пред премиерата ќе имаме некој видео материјал кој што ќе може да го прикажеме, да видите како изгледа таа магија да се прави До сега сме можеле тоа да го гледаме само со светските звезди кои што тоа го правела. Колку нашите се снаоѓате вака, додека не ги видиме оние после 17? Па искрено се снаоѓаат. Мислам, јас сум работел и на некои синхронизации на странски јазици каде што сето тоа оди многу побрзо, меѓутоа вежбањето го прави своето. Овде кај нас мислам дека нема доволен број на големи проекти кои што го изискуваат тоа ниво на квалитет и прецизност. Така да одиме малку поспоро тоа што би требало да одиме, меѓутоа јас сум задоволен. Секој е максимално посветен на својата улога, секој е максимално влезен во филмот затоа што сите го правиме тоа со цел да добиеме нешто што е достапно на македонски, бидејќи тие синхронизации не се толку чести, за жал, мал пазар сме. Така да се надевам дека ова навистина ќе биде многу добро примено од публиката. Чисто да се надоврзам на оно што кажа ти, како се случува магијата, значи изминативе 3 дена имавме посети од детски градинки кои што доаѓа да им покажат на децата како се снимаат тие цртани филмови и реакцијата на клинците беше вау. Да. Браво. Иначе гласи на Телма, така кога се чека Донка. Колку 10 години? Не може тоа да не. Од 2014. Значи 11 години. Толку пати сум бил на гостување овде во разни емисии, секогаш како тик-так, а никој не кажал еве го гласот на Телма, така да благодарам што и тоа го поврза. Да. И добри се тие сите. Значи глас кој што, нели, Телма ја прави поинаку од другите. Благодарам. Промоглас. Така е. Ајде да преминеме ние. Ще прашајам многу. Ја имам едно прашање за вас. Ќе се појави таму нешто ја да прочитам или само ќе ми пуштате бројки? Тоа уште колку има од емисијата. Што би рекол Димитар, о, бомба е па. Одбројува. Тоа не опоменува кога треба да се запнеме малце. Светка црвена кога ќе прави? Не, Светка нешто. Експлодира кога треба. Ќе видиме. Добро, ајде одиме на интересни прашања од секој девието кој што верувам ќе придонесат за интересни. Бидете малку покуси, пошто обично на гости ви викаме нели малку ние малку погретки. Малку погретки, да. Ајде, која е вашата особина која што не може да поднесете кај себе? за двајцата. Тоа што не можеме се разбаваме рано со Бајле. Како бе водиш утринска емисија, не можеш да разбаваме сопругот. Значи, јас сум најнеутринската личност, која што никогаш се појавила на утринска. Исто и ја бев, додека бев. Тешко да се разбавам. Ја у 4:30. Ти кога се будиш? Кога? У 4:30 се будев за да стигнам у 6. Ама добре, ја не се шминкам, јас во 6 се будев, пиев кафе, се будев. И у 6 ти беше проблем да стане.
Јас ја обожавам ноќта, сакам сите кога ќе заспијат јас да стигнам да поработам и тоа е проблем рано со бајле. Мораш да се преориентираш. Океј. Мораш да најдеш нешто друго да... Како беше прашањето, извини? Особина која што... Кој што немаш да поднесеш кај себе. Заборавам. Забораваш? Да, Мене прашањето ми е Тоа многу е убава. Да, многу обврски. Што забораваш? Неговата особина што заборавам е многу убава. Како си ја сврта воденица водата на своја воденица? Кратко, Риба. Многу ми е убав. Така рековме, не рековме, сега се сеќавам. да. Во кои прилики лажата? Алфора муста. Дел од работата е тоа да правам. Веројатно кога сакам нешто да прикријам ептен, сум направила белја и сакам да го скријам. Не. Не, некоја убава работа. Да? Да се лаже. Да, ретко, ама. Знаете зошто не лажам? Зошто ја заборавам. Пак ја заборавам што сум излажала. Ама затоа јас лажам на памти и тука нема никак. Ја неговите ги памтам. Што не ви се добаја од вашиот физички изглед? Зашто мене Сакаш прва да дојдеш или? Не, гумата. Запојуване, Мишелина. Во моментов и јас мојата гума, ама добро ја спасува. Чекам се кога сме ке гумата. Тик-так се сеќавам дека едно време тука кога нели читаш и доаѓаше почесто во Телма, те гледав дека беше покрај Вардар на Ки. Шланг. Уште сум шланка, ама гумата си е тука, сега не ме тере да се расклопчувам. Понекогаш ја дува, понекогаш не. Зависи од ситуација. Че гумата си е тука, тоа е, види. Некои тоа го гледаат како недостаток, јас тоа го гледам како долгогодишна инвестиција. Точно. И може да те спаси, гума е за некогаш спасување. може да те спаси, да. Точно. Знаеш, се случуваат работи, суши едно друго, јас сум неколку сезони обезбеден. Извини да се навам. Со каква работа би сакале да се занимавате? А не се занимава. Јас би сакал да бидам политичар. Не зезај се. Не, сериозно. Јас дури Зошто би сакал да бидеш политичар? Јас дури имам подготвено говор кој што еден ден ќе го држам кога ќе станам некаква фигура тука во Македонија. Кога ти е подговоров? Ова амбиција имам едно 10 години, меѓутоа ја имам таа потреба, таа желба да говорам пред широки народни маси како на некој митинг. Добра. Да се качам на некоја голема бина и да кажам: драги мои, денеска ќе го правиме она што никогаш не сме го направиле. Добра. Толку? Има уште, ама сега да не го... Политичар да биде нешто, лайф коуч, некој, не знам, предавање. Кој ќе плати на лайф коуч да му зборува, молим те. Плюс тоа, ова народ кој ќе... сегмент од политикава, како види. политичар? Убав. Локален, не знам, премиер. Не, локален, тоа ти е Градоначалник? малски, и градоначалник е ниско. Јас Добро, за премиер па надворешна нагоре. политика, од надворешна премиер Премиер па нагоре, значи председател. Да, може. Зошто да не? Па добро, функцијата на нашиот председател е баш тоа, само... Да излезе и да мотивира, да даде говор. Па Така? да, реално нема некој... Добро. ингеренција Знаеш, голема. не си знаела што е втората тема после оваа првава тема. Поима немав. Да, Поима сега веќе немав. знаеш. Што никогаш не би работела... не. Што би сакала да обратно. Си играме... Што би работела да не го работиш ова А што што го би работиш работела? сега? Да речеме Па нешто мислам што дека- не е поврзано со ова. Па го работам веќе тоа што го сакам. Не, Нешто сите го што работиме. сакаш друго, освен Тоа ова. тргнав да ви кажувам, тоа е веројатно. Маркетингот многу го сакам, ми е многу интересен. Како Маркетингот? област, да. Да се правиш Што слушам. како политичар? Или да Да правиш во сектор само во маркетинг. економија. Не во сектор, да правиш, да размислуваш. креативниот дел. Да, креативниот дел, тоа е нешто што многу ми се допаѓа, ми е многу интересно, веројатно нешто прави. Имам предлог. Ајде. Кажи. И јас кога ќе Јас решам во да твој бидам тим, да, председател, па да гледаш во како. кандидатската трка за председател некој, ти ќе го правиш мојот маркетинг. Ма гледаш ли? Ти ќе Ма пишуваш се гледаш. она што јас ќе можам да Капа ќе постигнам. гледаш. Тоа е тоа. А она уствари да денезината кампања ти ќе победиш. Така е? Можно е, Така можно е, да. Ако ти треба пиер, имам и ја. Ти каде се гледаш кога веќе интервјуираме? Каде се гледаш ти во целата таа... Јас во продукцијскиот дел, ја ќе ти ги реширам Ќе спотовите. режира. Да, да. Така? Добро. Па имаме се, значи. Гутово Ако треба ќе ти направам една топ тема, не е проблем. Само ќе се префрлиме во другиот дел од студиото. Да, да, да.
видиме тоа со маркетинг како ќе. Каде би сакале да живеете? Ево интересно прашање со оглед на тоа дека на две адреси си и тука и далеко од тука. Да, ја би сакал на трето место искрено да живеам. Не може да купате човек. Азија ми е некој сон и размислувам во следниве 5 до 10 години, полека тој дел од светот да го истражам. Затоа што тоа ми е неоткриена земја, да кажем. Да го истражиш како туристички или како соживење? Па, види, туристички не можеш да го истражиш. Ќе отидеш, ќе се прошеташ 7-10 дена и тоа е тоа. Ќе ги видиш убавите работи и ќе мислиш дека е многу убаво. Значи, минимум треба да поминеш 6 до 9 месеци на едно место за да го добиеш вистинскиот вајб за тоа какво е тоа место. А ова второво место не те бенди сакаш? Не бенди сам, меѓутоа не е она дестинација за пензионирање. За пензионирање. Да. Не е за пензионирање? Па не. Чекај за гледачите, смееме да кажеме? Не. Добро. Не е за пензионирање. Мислам, убаво е за живење, меѓутоа не е за пензионирање. Не. Чекај сега, и за живење, и за пензионирање да ви кажеме, ја две различни. Ајде, па сакала да живеам јас покрај море, ама кај сакам да се пензионирам? Леле, ако не знаеш ништо од претседателскава кандидатура. Ама што беше првото прашање што ме праша денеска? Ја не знам. Македонска каменица, верувале ли не, немам никого таму. Македонска каменица. Ја знам приказната, бил еднаш у Македонска каменица, една недела и фасцинирана е од градот. Многу сакам. Чекај, зошто баш Македонска каменица, бре човек? Значи тие 6 жители у Македонска каменица, да не сватат погрешно, него од кај го извади Македонска каменица? Значи, еднаш сосем случајно со сопругот и со децата поминавме од Македонска каменица и ми се виде совршено место за пензионирање. Зашто? Како си го гледаш ти животот како пензионерка? И па ете, сега ќе ти Со кажам. другите другарки, тука покрај река да си правиме моја ставке, видиш што не може да местите. Па веројатно така, не знам поинаку. Многу би сакала, многу ми е убава за живење, неколку пати се... Не. Гледам за една серија која... Што го заразив, да, вика дека така мислам, не, Македонска многу е каменица е убава. како тоа Не, местото во Македонска каменица е серијата. многу чисто, многу пријатно, многу зелена. Според она што сум го видела, не сум имала можност за жал да поминам повеќе време таму и тоа ми е мисија да си најдам каде да поспијам 2-3 дена, ама е место кое што ми е мене онака за пензионирање. Почитувани гледачи од Македонска каменица, доколку сакате да примите непознато другарче на домување една недела, чисто Зорка да добие идеја како е да се живее во Македонска каменица, не бара многу, само еден кревет. Така е. И се надевам дека има таму каде да се јаде нешто. Има и каде кафе да се. Првиот ден еден кревет, после ќе да туша четворица. Кога мама ќе ја нема. Не, шега на страна, се сеќавам на една слушателка што се јави на утринска еднаш и рече дека живеат во Македонска каменица. Сопругот нејзин бил некој од инженерите кои што работи во рудникот и рече дека цената на кириите во Македонска каменица е релативно висока, дека е многу тешко да се најде слободен стан и дека животот на вистина е многу убав. Ќе ви каква реклама направите на Македонска од утре? Ама ти можеш градоначалник на Македонска за почеток, па после тоа више ќе почне. Како генерална проба да видиме како Мислам дека се искоска шансите за пиар тука. Те отпусти ја уште не примена. Дај ми дружи ми си, ти ќе остане да снимаш. Еј, не си права. Јас сум тука у студио, топ тема. Не. Каков талент би сакале да имате, а немате? да знам поубава да пеам. И да возам. Поубаво. Поубава. Кажи ми, како изгледа тоа со 3 деца кога треба да одиш некаде? Супругот да е жив и здрав. Да, жив и здрав и секогаш да може да не однесе секаде и да дојде со нас. Фала. Значи секогаш мора тој да, ако ти имаш возачка дозвола и реално имаш кола. Мислам дека знам, тоест мислам, сакам да возам, меѓутоа не сакам да возам низ Скопје. И тоа е нешто што веројатно може да го преформулирам мојот одговор, би сакала да немам толку страв, да имам повеќе храброст. Кога се впуштам во сообраќај, ми е сериозно многу страшно и стресно и не се сакам себе си откако ќе излезам од автомобил затоа што многу ми е стрес. Меѓутоа веројатно возењето само по себе е многу баа работа, оној кој што знае убаво да вози и кој што сака да вози да патува, веројатно ужива во истото. А за пеењето, не знам колку знаете, многу пеев. Имам и своја песничка на своји 6 или 7 години. Да, имам песничка, детска, не може да ја најдам никаде. И ја немаш и ти? Не ја немам, Како ја немаш?
ја немам, каде беше немам. напишано? Песничката ни ја напиша на еден фестивал, Тоше Поп Симонов, ако не се лажам. Па ти од најдобриот песна? Да, песничката се вика Немирна сум. Не можам да се сетам, че јас сум имала 6 години, 7 години, прво одделение. Не можам да се сетам, тоа беше многу одамна, имаше и видео запис. Чекај, видео запис као спот видео запис или ти со микрофон? Не, како Спот или на спот кај фестивалов? мене. Не, спот, бре, снимавме на повеќе Ама гарантија на локации. ВХС негде го чуваш. Не, го немам. Значи, ние неколку пати се селевме, менувавме живење и никаде отидено. Многу ми е жал што ја немам. И своевремено многу убаво пеев, како ме фатија тинеџерските Своевремено многу убаво бубачки, пеев. остана само гласот за раскажување и тоа е тоа. А би сакала да знам да пеам убаво. Боже, каква приказна. Кажи ми ти дека сакаш да знаеш да пееш. И јас сакам да знам да пеем. Да, јас значи сум комплетно немузикален, не Ама можам ти ни так не си ни пеел мелодија. немирен кога си бил Ја на никогаш не 6 сум години. пеел и избегнувам да пеам. Сем ако не е караоке проследено со големи количини на алкохол. Ајде без алкохол, да видиме како ќе истераме, режија спремете. Имаме, вака се, зошто ја одбравме дупла водка, Зорка ти кажи, а нормално тик-так може да си се Имаме надоврзе. ближа нас, остави го. Ај, ние имаме ке пееме, добро. Па ќе пеете него шо? Ако треба. Ако треба, ако затреба. Еден ден јас видов на интернет дека има концерт на Дарио, тоа беше одамна, пред не знам 2-3 години има колку има. Тик-так дали сакаш да одиме, па што знам, не знам, ги слушаме песни, ги пееме на Ретро петок на Радио 2, што знам, не знам, ај ќе одиме. Не седнавме. Тој позади мене џабе карта плати, ништо не виде. Имаме на слика од концертот каде што сум со некоја ваква сакотце бело, значи рацете ми се во вис, само јас се гледам во целиот кадар. Мислам дека тоа осликува како ние си поминавме на концертот на Дарија, а право да ви кажам и многу му ги сакаме песните, па епта ми е драго што ќе пееме. Извини од напред Дарио што не го знаеме текстот како што треба и што не пееме како што треба. Ќе го слушна и дека ми се допаѓа песната сега. Ау, ова сонце гледам, сонце не ме гре, каде ли замјава нета. Пуштајте, ајде. Видите, ние сме добри, не ја пуштаме како матрица, оригинал ја пуштиме. Ајде, со матрица? Ама да биде комал. Со Дарио позадина. Добро. Пејте си на ваши микрофони. Еве микрофон. Кој како сака. Ајде, Идем некаде некогаш, штом сите бајки ке завршат, грб ке ти свртат за секогаш, сите што без тебе не можат. Дојди без шминка, без изговор, на иста улица, исти број, не треба насмевка, солза, збор. Дојди, јас сум се уште твој. Сонце гледам, сонце не ме гре, дупла водка и ништо важно не. Кој те добива, кој те губи, јас те сакам, некој друг те љуби. Сонце гледам, сонце не ме гре, дупла водка и ништо важно не. Кај да си еден ден ке сватиш, јас сум тој што чека да се вратиш. Остана некој да гледа? Не скратија со скратија. Дето ша со вода не се Дупла вода, не? Ама тоа е со вода. Ќе допееме. Гледам подсона на удар. Ќе допееме. Ајде. Само најхрабрите нека останат. Само за најхрабрите. Не, ама и убаво соло. Да. Ова ќе трае. Сега. За мала слика во новина, за секунда една во тебе спот, стануваш течија својна, му правиш друштво на секој скот. Но еден ден некаде некогаш, штом грб ти сврта за секогаш, подигни слушалка, сврти број, дојди, јас сум се уште твој. Сонце гледам, сонце не ме гре, дупла
dupla vodka i ništa važno ne. Koji te dobiva, koji te gubi, jas te sakam, neko drug te ljubi. Sonce gledam, sonce ne gre, dupla vodka i ništa važno ne. Kaj da si jedan benke shvatiš, ja sam toj što čeka da se vratiš. Ko prati teksta? Ајде, сега, откако ја испеавме песничкава, да направиме мала анализа што сакал да каже авторот. Да разкажем. Ајде, баш сакам да знам. Ајде. А еве, за мала слика во новина, за една секунда во ТВ спот, стануваш сечија својина, му правиш друштво на некој скот. Добро. На секој. На секој скот. Не на никој, на Да. секој. Што е таа? Што да кажа? Па, тој сакал да каже дека најверојатно се работи за некоја личност со ниски морални вредности. Браво. Петка. Положивте. Да. Да, знаеш Многу дека... се поучни овие текстови. Не ли поучи се? Да. Гледаш, јас и кога сум ја пеела, јас сум се уште твој, а уствари ова било твој, па тој на крај. Јас сум се уште тој на крај завршува, да. Ја и таму Ама ќе он пеам вика, твој. прај што ќе праиш, ја дојди си после. И како бе така? Добро што не ја пеевме Ристо Бомбата, направиме салата, па таа да ја анализираме. Ама Или да, куќето значи, он ја мое. засакал, не мора. Он ја засакал таа со ниски морални вредности. Вредности. Да. Така? Слушај, И знае ова сме дека е кај таква и анализа нема на песни, проблем? а замисли оние старите македонски Сме ги еверки. анализирале. Сме ги анализирале на радио Па тие тоа на се време. Ај, кажи такви- ми, која ти тикна? Не ми текнува на една тие се така поетски настроени Поучни. текстови. Кој? Поучни. Поучни се, да. Да. Поучни. Поучни се. Сериозно, ако тргнеш да загребеш малку под површината, на шега ги спомнавме куќето мое, Ристо Бомбата, Ластовица на времето, значи сите тие текстови. Знаете што беше тоа многу интересно? Значи јас имам видео снимки кај што ние пред родителите, пред сите ги пееме. Како нека главна, ја знам песна. Текстот, па вака за овце да ме вадат. Што пееш? Песмарки. Песма, да. Човече, тоа Што беше се хит од песни, мали кај што до ти големи, играш, ај од големи. Мали деца ја пеат, Сега, а текстот од денешна перспектива, кога гледаш текстот, викаш вау, нели? Да. Така да тоа, А мислам ти дека на представа ја пееш. многу интересно и така суптилно се проткајува во нашето творештво. И не само модерното и народното, ако земеш да го видиш, брала мома капини и така натаму, значи има Тоа тука браво, а сега што да има прави? нека суптилна Пумпа нота. на ми поминало свом бегот. Аби да. Има многу интересни. Океј, одиме на реклами, па се враќаме назад, имаме предизвици и игри. Тик-так и Зорка со нас денеска. Ете, сме се вративме, ја ништо не гледам, како дзирка. Не гледам и јас, да, малку, да. Еве не назад, никој како на телевизија Телма, второ полувреме и втор дел од Второ емисијата, полувреме. да, второ полувреме. Да. Утре ни е 100-та емисија. Стотка. Замисли, како вчера да почна. Знаеш што, имам предизвик за тебе. Што? Да направиш торта. Ја да направам торта за... Или да донесеш торта, снајди се, ја носам за роден ден. Не, ако треба да правам, ќе останеш гладна. Добро, не ги А ако нешто, треба да снајди се. донесам, ќе донесам. Парола снајди се. Стотка да истераме. Добро, е готово. Ке дојде пак утре? Да, за торта. Сега деја не ве кај сме. Торта. Добро, одиме Значи, со сега одиме кој со сум кој јас. сум Да, јас. Знаеш? Чекај. да, ми текна. Добро. Само далинското да не угасне таму. Да. Сега мајсторче тоа ќе го направи. За нас, се надевам. За да не, како гостите не би прочитале кои се на екран. Нели? Така е. Ова е за Зорка, ова е Да. за Тик-так. Добро. Вака да се свртам, да не ме дзирна. Не треба да се свртеш. Само не го гледа Ова што го пишам. Јас Ќе му моја преведам, треба, не аха, се кире. готово. Односно ќе преведам, Зорка ќе разбере. Малку ја имам Што треба сега каснопис. да правам? Дај кажи ми детали, затоа што изгубен сум во пространство. Брзо заборавам. Сега треба да ја помагаш на Зорка со дај со неја и да го одговараш на погоди прашањата, ликот кој она да се стави. го погоди Ја нејзиниот, изгледа а ти да седам се на го погодиш микрофонот својот. цело Не време. видам нефер. На вајрлесот се чудам Не што се е ова секира. и излезе дека е вајрлесот од микрофонот. Да не видам нефер, таму се гледам.
се гледаш, не гледај. Мајсторче, некако да Мајсторче, само исклучи го да не се гледа, телевизорот. чекај, не се вртете. Не се вртете. Не, не Да видам. видам да не видам. Зорке, како излажа, како намести, ајде не кажам. Сиде поместете за само. Добро, добро. Па ја не видов дека... Ја не видов дека виде. Дали ги виде? Ама се видо! Дали ги виде? Дали ги виде? Да, ужасно. Па никогаш нема да Треба да го објаснам, не знам како да ти Нема да му објаснуваш, тој ќе Со праша. да и со не. Ти го погодјаш ликот кој што го Сто пати сме носиш играле дома, на глава, Зорка. Чекај, јас сега треба да ја дам асоциација и ора да погоди која е. Не, за себе треба да си дава, Ти да си ја прашаш. прашуваш дали е машко, дали од Македонија. Јас само со Дайсон не треба да ти одговорам. Ајде. Дали сум животно? Не. Дали сум машко? Да. Дали сум од Македонија? Да. Дали сум од Скопје? Веројатно да. Дали сум кошаркар? Не. Дали сум глумец? Не. Дали сум политичар? Не. Дали сум лекар? Не. Што друго може да бидам? Многу работи можеш да бидеш. Дали сум пилот? Не. Кој име на пилот го знаеме? Ристо. Значи, јавна личност. Односно, позната... Пејач? Те знаат. Не. Зорке. Толку. Жаре Бербер? Не. Позната личност. За медиумски... Глума? Не е глума. Телевизиска личност? Едно време Да, имаше. и беше ама телевизија едно радиска време. личност. Радиска личност. Дали е уште е активен? Не. Не. Што ви е бревнава со пензија, човекот? Драган Костич? Каде е активен Драган Костич? Па добро прави вакви, добро журки. радио емисија. Не. Си привија слушаш? Меморичен. Не, Зорке. Деде, да си ја пробам среќа. Ајде, ќе си ја пробаш. Женско сум. Да. Значи не сум машко, добро. И тука за... Ова е ноќта на логиката. Дали сум на телевизија? Да. Дали сум на радио? Да. Бранка? Која? Бранка. Кој ти тикна, брат? Бранка Не. Станковска? Да. Не си Не. Бранка, не. Пеам? Од време на време, да. Како ме од време на време? Или пеам или не? Свирам? Не. Мислам дека не свириш. Не свириш. Ама хит ми е на кого мислиш, би било поинтересно да кажуваш. Како Кога мислиш? прашуваш на кој лик мислиш да Мислиш дали свириш, да. Било каков инструмент дали Не, свириш? не, дали те асоцира на некој лик, па Не, прашуваш. поима немам. Добро. Значи, што рековме на телевизија сум Дека На радио си отпевнуваш. пееш, да. и женско сум. Да. Од нашиве колички, од радио? Да. Од нашото радио? Не. од нашото. Поима немам, помагајте другари. Не, ајде. Бори Уште се со некоја прашање. демоните во себе. Ова е тешка битка. Ја знаеш, 100%. Не знам, а? Не може да не ја знаеш. Црна? Да. Па, да. Некогаш. Била, да, мислам. Плава? И плава била, и црвена била. Плава и Не, не црвена се ориентира била. според боја на коса. И на радио е. Да. И на телевизија, во Беше диталка. на Може радио. хинт да ти дам, уште е. Уште? Не знам Да. дали смееш да ми Може дадеш хинт еден да ја дам. Важи хинт ако ми да. Епа се, ајде, ќе Ајде. завршим Ајде, изјава. ајде. Значи, у 4 саца, Вајле, сакаш да ти ја пуштам таа песна? Па ја стварно поима немам. Биде помага. Стварно не знам. И диџе. Се од ова. Е, сега од одма Значи, треба да ја водителка, пее Леле. и диджеј. Како се вика? Згодна е. Згодна е. Вера? Вера Јанковиќ. Добра. Требаше да прашам згодна ли сум и одма ќе ми текнеш. Ама. Сега ќе биде Позгодноча весело. ги памтиш. Така. Сега, кај ти е микрофончето ова приска што си пиеше? Кој е микрофонче? Ја го собрав. Треба да пишуваш. Едното пише, другото брише. Да. Пуштете монитор да видиме дали не ми уште на телевизија. Одиме сега со интересни Ова прашања. преверте у следен сат нема детонација, значи. Една брзо време, браво. Значи, Муаветов шо е? Имаме прашања кои што не мора да значи дека се вистина, колку се познавате во смисла, али може и да се одговорите некогаш се измислени, за да бидат интересни. А вие Ама го значи чекаме вака, одговорот точен. Едното е за тик-так,
едното е за Зорка. Така, одговараат, ама да не се видите, двајцата одговарате. Тој што не е одговорот овде си го кажува вистинскиот одговор, а другиот кажува што мисли да каже. Имаше едно вакво квиз шоу за брачни парови во САД и имаше огромна стапка на развод. Ние нема да се разведеме, нема да бидеме така. Не види, ние на брачни парови него ни даваме ова. Паметно. Кај ти се тебе овие? И пази да не го кажеш ова. Да не го кажеш ова. Да, името. Да, името да не го кажеш. Јас почнувам, ти кидаш за тик-так? Да. Ајде. Каков компот сака тик-так? Од вишни, од ананас, не сака компот. Се можните одговори. А има и четврто ако сакаш да четврто е додадеш. ако нешто додаваш ти на тоа. Не пишува. Чекај. Да видиме кој е вистинското. Ајде, ако не пасува на карта шминкава, што е ова? Римел не може да скористи. Снајди се па живе. Ајде, што е сега и Што е тоа? Па не сака. Не сака компот? Не сака. Ајде, сврти табличката па да видиме. На кај камерата сливи. Од сливи сака. И ја кажам, Како бе до сега не сте јадели чај сум компот на варила, утриска? компот не сум управила. А каков чај сака? Или што се најде? Што се најде? Што ќе направи чај? А види, на утриска поише кафепиците? Оу, јас Бев многу. ја многу, ама веќе не. Јас многу и мислам дека му влијат негативно на буџетот еден добар период. Ама што правеше ти? Многу сакам кафе. Многу Не, сакам не, кафе. јас сакам многу. Ја по 5 пијам на Јас ги намалив на 2, меѓутоа многу сакам кафе. И тоа без шекер, без млеко, тако. Да, нормално. Јако. Без. Јако. Јас пијам 10, сега сум на едно. А ти од здравствени некакви причини? Се тресев, буквално се тресев. Од 10 еспреса во текот на денот многу. Ама ти еспресо, Еспреса е пиеш па се многу. јаки. Да. Па Добро. кафе сега не она со Ајде ти млеко. имаш. Зорка доцни заради во заграда пред децата. Да, да нема изговор децата. Аха, добра. Ова е за пред децата. Зорка доцни заради. Никогаш не може да го најде римелот. Под еден, под два. Проверува 100 пати дали е исклучила пеглата и под 3 се пресобликува во последен момент. Да не речам 100 пати. Имаш и С ако не се согласуваш што нешто долго. Добро, ајде. Под 3. Зорка вика 3. Маши. Заради маши. Ја да не имаш ми нема нигде да стигнам на време. Она стига на време заради маши. Иначе ќе доцни. Океј, одиме дале. Колку деца има тик-так? 2 керки, 3 сина, керка и син, 2 сина. Може ништо не сме погодиле, ама. Добро, да. Басина. Аплауз, точен одговор. Зорка е родом од Ајде. нормално Скопје, Куманово, Нови Сад. Кај македонска каменица. Зашо не ми го допишав? Не знаем, едно Сега интервју. треба точен одговор да напишеме. Точен. Точен, Може и по да. 4, Или ако ако знаеш, точен. Може и ова не е точно, ова ние така сме го пишали. Ајде. Скопје. Копија, така е. браво. Знаеш дека за момент се подразмисли да не си од Прилеп случајно, ама Не, тоа е Вицот. смешка, да, затоа што Кажете? вкупно 2,5 дена има живеено во 2,5 Прилеп, дена? да, се родил Како му таму. се случило? И баба како ми дедо бебче ми годно? биле да веќе во процес на преселба и го одвонеле во Скопје и маш ми тврди дека сум јас од Прилеп, од кај ти се корените од таткото. Така да, јас сум од Прилеп. Таму се родил? Таму се Значи, родил, таму е. значи како бебе, само што го извадиле од болница. Ама ти осте да бебе, се документот што да, му пише така, Прилеп. документот така вика. Прилеп, Прилеп ме слуша, ме гледа, да. требаше Прилеп. Прилепен баго. Требаше Прилеп да Да. пишем. Добро. Тик-так мрази да оди во кафана, да прави кафе, да се вози со брод. Или 4 нешто. Или 4, 5, 6, нешто друго. Ако знаеш кој што четврто може и тоа. Секунда, не сум толку брза. Кој напише Зорке? Да го вози Како може Зорка, Имаме една да. слика од А ваквата... каков е одговор? Кафана. А кафана мрази? Не одиш по Зошто? кафани. Не смета чадот. Само толку? Да. И каков политичар па и музиката. председател ќе бидеш ти да не Ќе одиш во смени. кафана? Културен. Пред кафана прескева држиш, така? Пред кафана. Пред Па кафана. номиналите Може внатре да на да. шведска маса. Инаку Добро. имаме една фотографија, нешто кулата ти беше во квар, појма немам што се случуваше, јас да го земам пошто и блиско живеевме тука. И поја стави 1-2, викам каци да не треба. Не се сега. Значи согласно законот за сообраќајни Мене во односи, ред, ама тоа ти мора мораш да се уште еден појас Па и барам каци се да, па се знаеш. Викам и мојот ако да Тази излече. возач да бидеме сигурни. Така е.
Не бе, кај ќе направам деја. Зорка е алергична на пеницилин, јагоди, прашина, ос. Па, лошо не работи. Па кај го фаќаш тоа што не работи? Не. Секунда. На што е алергична Зорка? Мислам дека знаеш. Да видам? На морско, браво! Гледаш како морски Значи, за малку ќе изгубевме. Стварно, ај раскажете се. Сериозна приказна. Мојата огромна желба беше да одиме на одмор во Турција пред 2 години беше, сум заборавала, пред 2 години беше. И Пред да те снима, пред да те чекаат. Да, има бајаги пред да ме чекаат и бевме во all inclusive ресторан, тоест во хотел all inclusive. Пробај си од тоа, заврши вечерата, пликови се направи, викам сигурно од сонцето, нели појако е во Турција сонцето, сигурно од сонцето. Дојде докторот, нема проблем, се случува, не сте први, втори, ме боцна, супер, одам да си легнам, каже. Си легнува Зорка, почнува да чувствува нешто како ја стега во грлото. И снемува воздух. Потекува. Воспаничено вика: помош, не можам да Не викам дишам. децата спија, само му реков на сопругот, време е да викнеме брза помош. Ме однесоа, си лежа во Турција по ден и пол, така нешто во болница. Да. И многу беше јако дека сестрата во Турција не знаеше англиски да бекне, јас не знам турски, за разбирам како би знаела. И со Google Translate кажи дека ми се јаде и тоа тегара. Многу беше јако, да, ама за среќа се заврши. Добро, не знаеше до тогаш дека се алергична. Или Не како сме ги погодили прашањата? Не знам, сериозно не знам, никогаш не ми се случило. Не знам колку знаете дека има можност, значи цел живот да не сте алергични на нешто. Да се случи. знам тоа. Никогаш во живот па јас не сакам нешто морско, риба евентуално. Сакам риба во суштина. А морско па морски плодови не сум јадела. Не знам. Искрено не знам ни што имаше, да ви кажам точно на што сум, затоа што беше микс од се. Да. И не се Набудела некоја школка. Многу јако беше, многу интересно беше во земјата, во брза помош. Не сакам да мислам на тоа, ама за среќа тука сум. Ке изгубавме Зорка. Да, беше страшно. Беше страшно, да. Он беше во состојба да дојде, мислам. Ама знам бе, сега ми текно имаше во вестници портали. Да. Зорка у болница во Турција Ја морам да те заврши. прашам, кој е тоа тајната? У портали стално ти има тебе, мене ме нема. Па ти не сакаш да те има. Ти не сакаш да тоа те што има. викаш, да. Значи ти кога би сакал, Ама и ти не прави скандали. ќе направиш Гледаш, нешто. она отишла у Потреб инклузив, да ме има. чепнала таму нешто отравно. Супер, Вика од морското. Ај, од морското. Добро, не ја гледај, мораме реклами, ама ај една минутка на брзина. црташ? Ајде црташ. Како ми се врти од црташ? Може да цртаме дека се рекламите или не? Не, ќе цртаме. Каков предмет го замислуваш другиот? Значи преку предмета го представиш. Тик-так. Леле, знам Петар, како каков предмет ја гледаш Зорка? Добро, не? Може да Тик-так. цртаме. Како предмет ја гледам Зорка? Да, како предмет да ја видиш Зорка. Леле, мајко. Нешто те асоцира. Мора ништо што не сака да чуе. Тоа е Не, проблем. на шо те асоцирам жителства? Нацртај. Цртај. Чекај да се Јас сум инспирирам, готова. морам да ја... Толку брзо те инспирирам? Може да се премислам побрзо ќе биде. Па, не, ама не го бриши. А, да не го бришам? Додадеш што едно. Добро. На кој предмет ме асоцира Зорка? Вака. Тука дека нацрташ едно Зорка 5. Вака. Па не знам како да го нацртам ова. Знаете во шо? Знам. А мислам дека знам. Чекај. Може и да не знаеш. Не е Не телефон. знам, не, а ја на телефон помислив, извини. сега Да, сега знам и јас. Со микрофон ти пари. Не можам да видам. На шо е? Не ти покажам. Оган. Да. Епа, да! Зорке. За моето е скромно. Па шкрпни Зорка. Не слушалки на миксета. Извинете. Покажа ли? А ако втор пат еве сега во однос на ова Па неговиот он би бил оган, дефинитивно лед, веројатно. како ќе го нацрташ ледот цртно? Коцки. Коцки мраз. Мраз, да. Знаеш дека си лед и стално ми бараш со многу мраз од чашата. Да. лед. Леле, моите цртачки способности, мајка ми црташе ликовно, извинете. Ова ако на стари. продолжиш вака карикатура ќе ми направиш. Валидче во кај го Ледов да се презентира, ќе молам. Супер е ледот сега. Топ е ледот, топ, Не топ. можеме сите све да знаеме. Така е, Зорка, така Вие уште не чекате да се докажеме. Нема Уште шанс. рекламите, пошто пробивме пак со време. Ајде.
телепромтер многу сакам да читам. Можда некогаш би се нафатил вести Како да тоа би читам. изгледало? Чекај малку, извината, дали е готов идиотот за вести? Да прочита Ако е готов, нешто. пуштете ја најавете. Би читал вести, да. Леле, јас сум малце Чекај да видиме дали има. со потреба за биопсија. Или има од вчера нешто од денеска, каков да. Може и од временска прогноза. Може и од Тоа денеска, сакам што да. временска јас, времето да има. Да. А шо и ти сега ќе читаш од идиот? Не, ја Не знам дали ќе ни најдат. Добро, додека барат и ни пуштат, добро. Ако не, здравје, ќе Тик-так, импровизираме. кога и што ти се случило најсмешно во однос на читање промоа за Телма? Има грешки некои зборови кои што си ги пермутирам буквите. Не читам Чекај, ја. па ќе одговориш после. Ја ќе ме вртам идиот. Само да објасниме на гледачите, значи тоа е идиоте, ова што е пред камерата, кој што е мониторче, не го гледаат гледачите, а презентерите го читаат текстот. Така да не гледате вие, ама Петар ќе чита текст што му е појавено. Ајде, повели Петар. Македонската спортските ракометна репрезентација денеска ги продолжува подготовките пред двомечот со Словенија во рамки на квалификациите за Европското првенство што ќе се одржи идниот јануари. Во среда ги пречекуваме словенците во арената Борис Трајковски во Скопје во почеток од 2 многу брзо. Го премота. И така натаму. Добро е. Ај Како сега да слечка, раскажи. ја па пусти да им објаснам на гледачите како да слечкам цела камера да им покажам. Кажи ми најсмешно во однос на промо брзо, зашто за Не ми текно, има Зорка многу тоа, Пепи ќе го прашаш, Пепи може би ги чува тие бисери, така да имаше Камера, една да, новогодишна журка пред многу години, каде што извадивме дел од такви блупери, имаше цела монтажа. Добро. Не само со моите, туку и со други работи што одеа на Телма, така да еве идеја пак да се собираат Пак да тие се работи, соберат. па да ги пуштиме Така е, да. наредната година. Може. Леле шо сака да покаже. Значи мора да. Морам на гледачите да им објаснам. Само не знам дека идиот го Еве вика го кај нас. идиотот, Да. еве го. А ваше личен, еве. зашто така му викате Вака идиот? изгледа да им откриеме на нашите, еве го. Еве го. Ајде, читај. Ајде читај. Не можам да читам. А не, од ова ми се, оваа камера свртена, да. Во среда Добро. ги пречекуваме словенците во Борис Трајковски. Борис Трајковски. Да. И треба да моташ. И ете го Еве го бомбата време. се појави. А ова знаеш ли зашто ни го пуштија? Затоа што имам уште 10 секунди За да се 10 јавиме. секунди, Зорка, кога ти се случило нешто Одма таква? ќе ти кажам, кивнав насред вести, пошто во живо одеше и тоа беше... Ама радио не е проблем, Немој да стискаш киваш, до одјавете месец. емисија За одма. денеска, Ајде. Одјавете главниот се. говорен уредник Снежана Лупевска. Не, Не. така? Не, Па точно. не го знам, моето го знам на памет, ама добро. Фала ви, успеси се чекаме во некоја 15 дрсена април. прилика. Да, 15 може, април би одиме сакале. на премиера. Ќе ја пречекаме Зорка. Чао Македонија, се гледаме Чао. утре. Ами 17 на премиера, така? А, на премиера Да, 17, да, да. така. Океј, бај, утре се гледаме пак.